Социјалните односи во неолитските заедници, а особено во семејствата, се подредувале според општите интереси за опстанок и благосостојба, во кој жената стекнала посебен општествен статус. Сите ја знаеме, сите сме ја виделе. Големата мајка. Но зошто е толку популарна? Слободно може да се каже дека бренд на македонската археологија се керамичките предмети, керамичките скулптури, кои што во јавноста се познати како големите мајки, или во науката уште се познати како и антропоморфни модели на куќи. Овие комплексни керамички скулптури во кои што се инкорпонирани два многу важни социјални елементи на неолитскиот човек, жената, мајката и домот, куќата, биле инспирација за неолитскиот мајстор, преку кој што сакал да прикаже, да даде посебно значење на овие два елемента. Жената во новото камено време била моќна инспирација за неолитскиот вајар, да увековечи нејзино тело и дух преку разни предмети изработени од глина, камен и коска, а веројатно и од дрво. Најголемиот дел од овие керамички представи со големата мајка во археолошкиот музеј се од археолошкиот локалитет Тумба Маџари, но исто така овде се представени и слични вакви предмети кои што се најдени на територијата на Пелагонија. Неодамна, пред неколку дена, се изложи и најновиот модел на големата мајка или антропоморфен модел на куќа, кој што се откри во Тумба Маџари во 2024 година. А ако сакате ваков подарок, омилен сувенир за туристите, ќе го најдете во музејските продавници.